Здраво на сите. Не знам дали сте забележале дека постојат категории на луѓе кои што како да се универзални насекаде. Таква категорија на луѓе се, например, таксисти со кои што секогаш се вртат истите муабети. Таква категорија на луѓе се бербери, кои што исто така се луѓе кои што имаат специфични теми, специфични разговори. Обично тоа се луѓе кои што многу се информирани за настаните и приликите во средината во која што живеат и работат. И таков тип на луѓе се мајсторите, значи оние кои што доаѓаат да ни поправат работи по дома. Во изминативе неколку денови имав проблеми по дома околу одредени инсталации и во неколку наврати доаѓаше еден ист мајстор. И она што ми беше впечатливо е секогаш кога додека работеше работата и требаше да му давам одредени асистенции, секогаш се обидуваше како small talk, значи тема за разговор да ги наметне фудбалските надпревари. Значи првиот пат ми рече, ја гледаше на утакмицата сношти и со доза на непријатност му кажав дека не гледам спорт. И дека во суштина гледањето телевизија, па особено гледањето спорт, го сметам за губење на време. И денеска, кога повторно се врати да доврши една работа, речи си по автоматизам, почна да ме прашува за надпреварот од претходната вечер и се сепне и рече, да, ти не гледаш фудбал. И подосна, некако разочаран ми викам, некакво хоби во животот, со нешто се занимаваш. Предпоставувам, знаете дека се немам навлезено во тоа да му објаснувам дека ете јас истражувам, дека преиспитувам, дека правам видеа на YouTube, дека имам публика која што ги споделува идеите со мене, значи мислам дека е непотребно губење здив. Но она што ми дојде како инспирација е фактот дека тој беше потврда на римското дека за да се држи покорен народот, доволно е да му се даде леп и игри. Што значи за опстанок, значи за екзистенција неопходниот минимум, кој што овде е представен преку левот, и за се останато ефтина забава. Ефтина забава која што ние сега ја добиваме во форма на спортски надпревари во времето на Римската империја, знаете, тоа биле разните типови на игри, особено оние гладиаторските, каде што забавата била буквално крволочна. Во денешно време со социјалните мрежи, тој момент на ефтина забава е уште понагласен. Зошто? Доволно е да отидете на Facebook, да пролистате малку по вашиот зид и да видите дали од содржината што ви доаѓа е нешто корисно. Дали се тоа информации кои што ќе ве натерат да се чувствувате поубаво. Дали се тоа информации кои што ќе ве збогатат со знаење. Дали се тоа информации кои што ќе ве продуховат, ќе ви дадат духовно задоволство или здигнување. Или ќе видите изобилие на реклами, изобилие на ефтина забава која што се граничи со баналност, со злодевност, а ништо од овие содржини кои што ви ги спомнав претходно. Напротив, луѓето кои што ги бараат тие содржини, кои што ги споделуваат тие содржини, се сметаат за сериозно сумнителни. Живееме во свет во кој што Асанж, затоа што ја кажуваше вистината и разоткриваше вистината и се бореше за правото на секој од нас да има пристап до важни информации кои што нашите влади ги прават зад нашиот грб, е во строг затвор, во строга изолација, откако беше изнесен од амбасадата на, сега не ми текнува која, на Панама, ако не беше, значи во
Лондон, значи откако беше уапсен, ние немаме видено една единствена фотографија од Асанж. А од друга страна, го имате Брейвик во Норвешка, кој што не само што гледаме слики и видео од него, не само што гледаме како клоун покажува, го дава нацистичкиот поздрав, тој живее во прилично удобен затвор, значи норвешкиот затвор може да биде поубав од добар дел од домовите на повеќето од нас. Во меѓувреме му беше дадено правото да студира и да заврши факултет додека беше во затвор. А да се подсетиме, тој е човек кој што е осуден за повеќекратни убиства, значи тој уби редица луѓе во 2011-12, не ми текно точно која година беше. Значи, имаме од една страна убиец кој што се третира како човечко суштество и од друга страна имаме новинар кој што нема направено злосторство во таа смисла, а се чува заробен, се чува затворен и се чува далеку од очите на јавноста. Ова ми покажува дека ние живееме во свет во кој што најмалку од се системот сака да ги употребиме нашите умови. Затоа што нашиот ум е една моќна алатка која што ако ја употребиме правилно прави чуда. И затоа токму нашиот ум се држи заробен, се држи онеспособен и се прават симултано или наизменично се применуваат мерките на Орвел и на Хаксли. Значи, од една страна имаме забрани, цензури, факт-чекери и слично, од друга страна имаме силни дози на допамин, силни дози на ефтини задоволства во форма на Netflix серии, во форма на кратки видеа во кои што полуголи жени и девојки прават не знам тие што. Имаме најразлични реклами за работи кои што не ни требаат, а едноставно рекламите се направени така да посакаме да ги купиме, да посакаме да ги имаме, значи да се стимулира до крај она наркоманско чувство на консумеризам, да постојано се троши, да се трупа и да се создава на крајот на криштата отпад кој што ја уништува самата планета Земја. Што значи, она што од ова кратко видео сакам да излезе како поука е секогаш кога ќе седнете да гледате било кој спортски надпревар, запрашајте се зошто протагонистите на тие спортски надпревари земаат милионски суми за плата. Затоа што наградата што системот преку нив ја добива од нас е многу поголема, што значи тие имаат пресметано, исплатливо е да вложат милионски суми во организирање на сиот тој циркус, затоа што тој што им се враќа назад е покорност со нашата дрогираност од содржините што ги добиваме, контролирана мисла и нормално консумеризам. Еве кога сме веќе кај фудбалот, дали сте забележале дека сите големи фудбалски надпреварувања се поврзани со конзумирање на пиво? Големите фудбалски надпревари имаат своји спонзори во соодветни марки, ама ни тоа не е толку битно. Сублималната порака дека треба да се конзумира пиво за време на спортски надпревари е тоа што на крајот треба да дојде до нас, до нашиот ум. Не е битно која марка на пиво ќе ја пиеме, дали од најскапите марки брендови или до некое локално пиво кое што се продава во големо пакување од литри и пол. Небитно, затоа што на крајот на денот ќе бидеме истапанети од течност, ќе бидеме зашаматени од алкохол и ќе бидеме подложни на се она што сакаат да ни го протнат, а тоа е од една страна ефтината забава каде што имаме луѓе кои што спортуваат и бркаат некаков успех, и ние кои што
се возбудуваме и се вознемируваме заради тоа. Да не зборувам нели за фактот колку таа забава и тоа возбуда што ја дава на гледањето на таквите надпревари, колку го покачува нивото на стрес. Ниво на стрес кој што можеме слободно да го избегнеме. Значи, сум размислувал секогаш кога ќе имам проблеми на вознемиреност, сум размислувал колку работи на дневна основа можам да ги елиминирам. Една од тие работи се секако вестите. Вестите се направени така да содржат 90% вознемирувачки информации кои што ќе ве тераат да ги гледате вестите на другата телевизија, вестите во вечерниот термин и да не можете да заспиете. А ако одлучите да го изгасите телевизорот и да не ги гледате вестите, ќе видите дека ќе ви се открие целен спектар на убави работи, ќе видите реалноста околу вас, ќе ги видите луѓето од вас и ќе сватите дека сонцето утре ќе изгрее на исток и со гледање на вестите и без гледање на вестите. Друг еден циркус кој што покрај нели спортските надпревари кај нас е особено забавен и особено луѓето се вложуваат до максимум, а тоа се изборите. Значи, после 30 години на изборни циклуси во кои што морам да признаам дека јас сум бил вклучен со својата ангажираност, со својата вознемиреност, со своето исчекување каков ќе биде резултатот, и на мене лично резултатот од ниедни избори не ми сменил ништо. И затоа јас упорно тврдам и го гарантирам тоа, наближуваат избори и ќе го видиме тоа, дека ако претходните беа лоши, наредните ќе бидат полоши. Така што сега подсетете се каков беше Груевски со неговиот режим, какви беа тие што го наследија. Значи, видовме од лошо, преминавме во катастрофално. Така што и тоа е еден циркус кој што глумците, наречени политичари, мораат да ни го приредат. И затоа во последно време веќе не е ни борбата за кого да гласате, туку борбата е да гласате за тоа што сакаат да бидеме соучесници во тоа. А јас одамна сум убеден дека демократијата како систем во најдобар случај може да произведе медиокритет. И зошто? Затоа што за да се допаднете на огромното мнозинство морате да бидете медиокритет. Не можете никогаш да бидете исклучителен. Не можете да бидете исклучителни затоа што исклучителноста ја сваќаат малку луѓе, не ја сваќаат повеќето луѓе. И тука нема компромис. Така што во демократијата победува само медиокритетот. Исто така и слободниот пазар. Слободниот пазар е место каде е џунгла, каде што се произведува и се продава се и се што, во најголем дел работи кои што не ни се потребни. Бидејќи нели слободен пазар, секој може да произведе што сака и да продава што сака. А доколку би имале организиран пазар, би произведувале само оно што е потребно. На тој начин би ги штеделе ресурсите на земјата, би го штеделе сопствениот ресурс кој што подразбира нели човечка работна сила, би работеле помалку и би живееле во поголемо изобилие. Зошто? Затоа што најголемиот дел од времето ќе го посветиме на креативност, на работи во кои што сме најдобри, а не на упорно бркање на еден имагинарен ресурс наречен пари. Така, значи, подсетете се секогаш на она старото римско леп и игри, кога ќе видите дека се подкреваат страстите за било кој голем настан кој што нели ги е трендинг на Twitter, односно на X сега и на Facebook, е тренд тема. Тие тренд теми се тие теми кои што ги ќе забележите. Ќе поминат 3 дена, ќе се појави некоја тема за која што сите имаат некакво мислење. Ќе помине актуелноста на таа тема, ќе се појави нова тема. Поминаа неколку дена од нападот на Иран врз Израел и тоа сега спласна.
ќе се случи некоја друга работа, ќе се случи некој друг монструозен чин и луѓето повторно ќе бидат ангажирани за тоа. Нели претходно се случи, се запали универзална сала и не држат во тензија. Зошто не се излези да се побара одговорност? Не, сите велат, чекајте сега, да поминат изборите, ќе дојдат нашите и ќе го средат сето тоа. И обично тие нашите испаѓаат дека се нивните. Така што јас ве повикувам да размислувате со отворен ум, да размислувате со своја глава, дури ни она јас што го кажувам не треба да го земате здраво за готово, туку работите што ги кажувам, да ги промислите, па ако не се согласувате со нив, слободно напишете коментар, кажете зошто не се согласувате, изложете го вашето мислење. Навистина понекогаш ми доаѓаат коментари во кои ќе ми напише некој не се согласувам или не си во право. Да, во ред, не сум во право, напишете зошто не сум во право, елаборирајте, дајте аргументи, ќе видиме за што станува збор. А такви навивачки коментар. Знам, имаше една емисија, радио емисија, која што имаше многу голем успех, се викаше Стадион, затоа што на сите им беше дадена можноста да се извикаат буквално како на стадион. Ајде да се обидеме таа логика на стадион, да ја вратиме во рамките на логиката што се вика логика на форум. Што значи? Јас ќе кажам нешто, јас ќе изложам мислење, ќе го поставам тоа, на тоа мислење нека следува реакција, нека следува контрамислење, нека се повикајте се на извори, цитирајте ми книги, цитирајте ми други видеа, да видиме докаде сме со нешто. Ако мислите дека напредокот на цивилизацијата зависи од тоа да не држат на неопходниот економски минимум и во меѓувреме да не дрогираат со допамин наречен спортски игри, наречен политички циркус, во ред. Ако мислите дека е така, и ако мнозинството мисли дека е така, јас ќе станам изолиран остров кој што мисли поинаку. Но да се согласиме дека можам и имам право на своето мислење, како што и вие имат. Ако мнозинството одлучи дека јас размислувам погрешно, во ред ќе се согласиме дека мнозинството сака економски минимум и сака ефтина допаминска забава во форма на спортски игри. Не е проблем, ќе продолжиме да живееме така. И јас ќе си го задржам изборот да не го вклучувам телевизорот кога има фудбал, да не го вклучувам телевизорот кога има вести и да живеам на крајот на краиштата поспокојно. Така, драги мои, сите вие кои што сте стигнале до овој момент, значи до овој дел на видеото, би ве потсетил дека ако немате стиснато subscribe на видеото или претплата, направете го тоа затоа што е сосема бесплатна опција, додека оние похрабрите, поимотните, волните можат да искористат опцијата Join за да направат една скромна поддршка на каналот во финансиска смисла, но тоа е нешто кое што го оставам само на оние кои што мислат дека треба да го направат тоа, додека subscribe е нешто што мислам дека би требало да оди по автоматизам. Многу пати луѓето не ни размислуваат дека треба да се направи тоа, па не го прават. Споделете го со ваши пријатели на вашите социјални мрежи ова видео, затоа што онаму каде што ќе се сподели, верувајте ми, статистиката вели дека социјалните мрежи бесплатно дозволуваат само 10% од луѓето да го видат, се останато бараат да се плати. Јас бидејќи не плаќам, се потпирам на вашата желба да го споделувате оно што јас го правам како видео. Ако се е во ред, ние ќе се видиме во сабота, во живо во 18 часот попладне, што значи бидете со каналот Татунчо, останете добро, одржувајте отворен ум и спокојни мисли и од мене имате секој добро.